ден, драги гледачи. Петок дојде, сите сме спремни и радосни да гледаме Црвена линија. Така, радосни сме можеби и најмногу што е крај на оваа работна недела. Некои си работат и за викенд, но кој и каде да е, се разбира, останува заедно со мене и Тео во Црвена линија. А на самиот почеток, како што и секогаш бидува, ве потсетуваме што да гледате вечерва на Телма. Храната поскапува. Дали владата ќе направи ново замрзнување на цените на основните прехранбени производи? Какви предлози за економски мерки се подготвуваат во партиските кујни? Не пропуштајте вечерва топ тема во која што ќе гостуваат Горан Ѓоргиевски, председател на Агробизнес комора, Ристо Велков, земјоделец Мелиса Ценовска-Серафимовска од СДСМ и Анастасија Илиевска од ВМРО ДПМНЕ. Гледате вечерва топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. А денеска што ќе гледате е нашата главна тема на Црвена линија, протестен марш во недела, 13.2.2022 година, за правата на еднородителските семејства. Главна тема е поттик до сите вас да видиме колку и како можеме да им помогнеме на ваквите самохрани и еднородителски семејства, нивните права повеќе да не се табу. Така, сега мислам дека се спремни заедно, како исто вие со нас, да го видиме прилогот што го имаме спремено. Тема на денот – протестен марш во недела за правото на еднородителските семејства. Како да им помогнеме нивните права да не се табу тема? Јас не знаев, видов сега ја видов анкетата на Инстаграм на Црвена линија, дали самохраниот родител треба да има посебен статус, да или не. Јас гласам, гласајте и вие. Невозможно е да нема статус. Поздрав. Така, тоа беше нашиот драг пријател, внукот на Јоран Сокол Перезлијата, а Тина? А јас секако ќе потсетам да останете со нас. Најнапред, многу важно да се вклучите кога зборуваме за оваа тема. Ги охрабруваме и оние кои што се самохрани родители или живеат во еднородителско семејство, да се јават на 02-307-6677 и ете да ни раскажат всушност какво е нивното искуство кога си еден таков родител во оваа наша земја. А во продолжение секако ќе имаме вклучување на двајца гости, важни кога зборуваме за оваа тема. Најнапред ќе ја најавам Дороти Пачкова, родова експертка, која е воедно и председател на Една може, која што организација го организира протестниот марш во недела, и секако господинот нешто подоцна Наум Рибаровски, кој што е и председател на Центарот за рамноправно родителство, Децата пред се. Така, и како што кажа Тина, ве охрабруваме да задзвоните на телефонски број 02-307-6677 да ни кажете околу оваа наша главна тема ваше размислување. И затоа се идеме со нашиот прв гледач. Добро вечер. Добар ден и добро вечер во Црвена линија. Добар ден или добро вечер да кажеме? Како сакате? Како ви одговара така? Важно сте во Црвена линија. Добро. А овде Бабаровско село Орна. Како сте, Бабаровско? Јас сум за да им се даде оти ги нашла лоша судбина, уште и ако нема што да го изгледа детето, тешко да тоа детенце што се родило меѓу тие два родитела. Па сега како стана времево некако многу разводи, често остануваат сами, или со татко или со мајка. Затоа нека им се помогне. Тоа не е лоша работа, ама не само на нив и на сите, на пензионерите, не е темата сега, ама јас сум пензионер, па ќе предложам и за пензионерите. Со ниски примања 7.000, мене ми е дошло струја 3.700 дрва. Така, Бабаровска, да се држиме до темата, многу е важно, имате уште некои 28 секунди. Така. Дали може би имате во... И на тие самохранители, мајки, татковци кои чуват деца сами, а нек се помогне и на пензионерите, па греота е. Од 10.000 кога ќе оделе 7.000 струја, со 3.000 дали за лекови, дали за леп да ги даде. Па луѓе не можат леп и сол да масат веќе. Така, во целосно на секого да им се помогне. Така,
ние се залагаме секако во црвена линија, се оно што е актуелно да го дискутираме, па еве како потсетување, можеби малку подоцна се вклучивте во црвена линија. Во недела организираат една може марш кој што ќе биде со цел протестен марш со цел да се потекне јавноста конечно на дневна тема, да се стават правата и потребите на не само самохраните родители, туку и на еднородителските семејства. На 023076677 секако ќе ве потикнеме, барем јас и Тео, вие кои што сте директно заседнати или сте самохрани родители или сте еднородителско семејство, да ни се јавите да ни кажете всушност со што се сретнувате во текот на своето секојдневие, бидејќи навистина не е лесно да бидеш сам родител и да одгледуваш дете за кое што има многу работи кои што се неопходни. Да, и затоа да ве слушнеме со следен гледач. Добро вечер. Добар ден. Дали се слушаме? Златното правило, тонот на телевизорот на нула. Еве ќе дадеме и трета шанса. Добар ден, добро вечер, црвена линија. Има некакви движења има на линија гледач. Ајде, јас пак ќе пробам. Добро вечер, дали се слушаме? Добро, како за подсетување имаме златно правило, за да нема нели вака во напразно да велиме добро вечер, добар ден. Прво правило е да го намалите тонот на ТВ приемникот и секако да внимавате на тајмерот кој што го објавуваме 90 секунди за секој оној кој што сака да се вклучи во црвена линија. Така, па да слушнеме со следниот гледач. Добро вечер. Еве слушаме и како звони. Добро вечер. Имаме гледач на линија. Додека го добиеме нашиот следен гледач, јас сум тука околу технички дел, за како вие на друг начин можете нас да не добиете во денешната емисија, па и секоја емисија на црвена линија, преку нашите социјални мрежи на црвена линија на Facebook, Instagram и на Twitter, во порака, односно меседж, исто така и коментар во тема на денот, да ни откриете ваше размислување околу нашата главна тема. Исто така, тоа не е се, ве очекуваме и на телефонскиот број, на традиционалниот начин, да ни зазвоните на 02-307-6677. Да звонете, си знаете, правило си е правило, ве молам припазете на тајмерот, за да не испане дека намерно ве кратиме. Не ве кратиме намерно и се ајдеме, мислам дека со нашата гостинка. Така е, чисти задоволство ни е прва да ја вклучиме во црвена линија. Станува збор за Дороти Пачкова, која воедно е и родова експертка, но и председател и представник на една може, организаторите на протестниот марш кој што треба да се случи во недела. Дороти, добре ни дојдовте во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, добре ве најдов и благодарам за можноста да бидам ваша гостинка. Се разбира. Првото прашање за вас би било следно. Прво во око ни падна името на вашата организација. Една може. Но сепак мора да признаеме дека има татковци кои што се самохрани родители и дали имате еве и татковци кои што се членови од една може? На самите почетоци, една може пред да се регистрира во формално правно здружение беше One Can. Ние се уште сме препознаени во јавноста како One Can. За жал, нашите државни правила велат дека странско име не може да имаме како име на организација, па така одлуката падна на една може, земајќи ги во предвид фактите дека околу 90% од сите самохрани родители се мајки. Се разбира дека имаме и татковци, но како што Дороти Пачкова, родова експертка, може да биде председател и представник на организацијата, така и една може да биде представничка на најголемата целна група или на самохраните мајки. Така, сега се надам, ја видовте нашата анкета на социјалните мрежи која гласи дали самохраниот родител треба да има посебен статус, да или не се одговорите и после рекламите ги откриеме нашите резултати, а сега нормално прашањето ни е каков е статусот на самохран родител во нашата држава и кои се вашите барања? Проблематично е токму тоа што статус на самохраност и еднородителство во нашата држава не постои, па затоа постоиме ние како One Can или една може, за да се бориме да го добиеме статусот на самохраност. Статусот на самохраност би подразбирал дека
Еден самохран родител ќе ги ужива сите права и мерки кои му следуваат согласно неговиот различен семеен конструкт. Се додека е во состојба на самохраност. Нашите барања се однесуваат нашите барања се токму со овој фокус. Дел од барањата се дефинирање на статусот на самохраност и еднородителство, создавање на државен архив кој би водел евиденција и би бил на некој начин матична книга на самохраните родители, така би ги таргетирале многу полесно проблемите, но и полесно би изнаоѓале решенија за самата целна група. Се разбира, вака би можело да биде она дека политиките би извирале директно од самите целни групи, заради тоа што би биле директно инволвирани самите целни групи. Се додека немаме архив на самохраност, се додека немаме дефиниран статус на самохраноста и еднородителството, ние не можеме да зборуваме ни оддалеку за овозможување на било какви други човекови права кои ја тангираат самохраноста и еднородителството. Протестниот марш треба да се случи во недела. Еве, дали очекувате било каква промена по овој марш и дали сметате дека владата превзема нешто околу вашите барања или дали доволно има слух, бидејќи додав и до информација дека се уште, например, нема регистар за оваа категорија на граѓани. Така е, како што спомнавме, бараме државен архив, тоа би значило регистар за оваа категорија на граѓани и граѓанки. Се надеваме дека после ова некој посериозно ќе се зафати да соработува со нас и да ја оправиме оваа работа за огромна целна група на родители и деца кои досега од страна на државата систематски 30 години се игнорирани. А игнорантноста па зборува за еден потежок тип на дискриминација кон мноштво жени и деца во најголема мера. Така. Еве имаме уште едно прашање, дали вашата организација Децата пред се го поддржува протестниот марш во недела? Еве да ни откриете, бидејќи вие најавивте дека сите се добре дојдени, па еве што се и кои организации ги очекувате? Нашата граѓанска организација како единствена грасрут организација, што значи создадена од самата целна група, низ годините многу пати стапувала во контакт со другите граѓански организации од поформален и повообичаен тип. А баш денеска утринава испративме покани на над 80 граѓански организации или представници и представнички од граѓански организации. За волја на вистината, ниту една од организациите не ни потврди официјално, ниту на мејл дека ќе присуствува и ќе ја даде својата поддршка. Не сакам прерано да заклучувам дека третманот кој го добива било која поединка од целната група, го добива и нашата граѓанска организација како главна представничка на целната група и затоа ќе оставиме време да видиме што ќе се случува после недела, па од понеделник ќе можеме да разговараме колку другите граѓански организации се спремни да ја дадат поддршката токму и баш онаму каде што знаат дека е најпотребна и најнеопходна. Благодарам што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија. А ние продолжуваме со вас. Тео, еве веднаш ќе превземе и да видиме кој е вашиот став. Така се надеваме дека во храбрите да задзвоните и не се приклучите во денешната емисија. Идеме со следен гледач. Добро вечер. Дали се... Добро вечер. Добро вечер, се слушаме јасно и гласно. Дали се слушаме? Добро вечер, добар ден, Црвена линија. Сакам да кажам, од јас сам живеам, Добро. самохран родител сум Така. и е многу тешко за живот. Со што се соочувате, еве, најнапред? Никако. Моите родители се починати. Татко... Да? Да, дали вие еве имате собствено дете? Работам, земам пензија, за пари не е, туку да се снајдам, не можам да се снајдам, не можам да се А вие снајдам. сте родител на... суми. Вие самите сте самохран родител? Еве ја ќе прашам, дали ќе учествувате во протестниот марш? Го немаме гледачот. Ете така, она што секако сакаме да ве охрабриме, јас и Тео и Црвена линија, е сите вие кои што еве можеби сте самоохрани родители или пак живеете во едно родителско семејство, искористете на 023076677 да ни откриете всушност
Дали се уште вашите права се табу, со што се соочувате секојдневно и колку е всушност тешко да се биде таков родител во Македонија? Идеме со следен гледач. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот и велиме добар ден или веќе добро вечер. Ако сум на линија. Вие Одлично, сте, на да. линија сте, да, повелете. Благодарам. Па вака, стварно, значи, сите тие родители, дали се од машки или женски по татковци или мајки, стварно имаат тешкоти да можат да обстанат во ова лудо време, каде што, значи, личните доходи се толку мали, а цените толку се будалести, не можеме да ги спасаме, така да стварно треба на некој начин да им се помогне. Меѓутоа, во сето тоа, едно не ми е јасно. Кога секогаш ги прашуваме господата кои што се родители, односно татковци или мајки, значи го напуштиле бракот и кои ќе речат среќно разведен или среќно разведена. А не се прашуваат дали нивните деца се среќни што тие се разведени и што, значи, треба некој да им помогне. Не за нив, заради децата кои што страдаат. Ја нема мајката или го нема таткото, значи ја нема таа целина, значи тие деца да го почувствуваат тој родителски жар, Така, каде се каде треба гледате дека да види државата детето може однесено да и во помогне? градинка, и во школо, и во парк, и во некоја забава да биде однесено. Сето тоа децата го чувствуваат. Меѓутоа, некој треба да размисли за тоа. И ми се чини дека при тие разводи треба далеко да се размислува дали стварно тие ќе бидат среќни, можда ќе бидат среќни разведените, али казните се децата. Благодарам. 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 Ние веќе потенцираме да се биде самохран родител или едно родителско семејство, не секогаш значи дека причината за тоа е разводот, туку може да се случи секако едниот од родителот нели порано да го изгуби својот живот, да не е присутен, едноставно да не може би во земјата и така натаму. Така да ние она за што говориме секако за предизвикот да се биде самохран родител или едноставно да си дел од еднородителско семејство. Така и тоа е убаво прашање што го постои. Како може државата помогне околу се тоа, па и тоа ве очекуваме да ни откриете според вас. Што мислите? А во продолжение секако ќе ви откриеме кој ќе биде нашиот следен гостин. Го имаме господинот Наум Рибаровски, кој што е председател на Центарот за рамноправно родителство, Децата пред се. Наум, добро вечер или еве и добар ден. Ние никаде на полпат од денот сме со црвена линија. Се надевам дека сте добро. Добар ден, се надевам се слушаме. Одлично се слушаме. Кога зборувавме со Дороти, прашавме дали учество ќе завземат и останати организации кои што се занимаваат со оваа проблематика. Па еве дали може да ни откриете дали вашата организација Децата пред се го поддржува протестниот марш во недела што го организира Една може. Иако ни најави дека досега не стигнале и не добиле мейлови потврдни за учество. Па, кратко и директно да одговорам, не го поддржувам овој протестен марш и сега ќе објаснам зошто. Наизглед, целта на маршот е хумана, односно на вистина државата треба да ги препознае еднородителските семејства, луѓето што сами се грижат за деца и да им помогне. Меѓутоа, клучен момент околу тоа е препознавањето, значи точната дефиниција кои се тие родители кои што сами се грижат за децата. Не се спорни тие ситуации што ги спомнавте каде што едниот родител го изгубил животот или каде што е трајно одцелен, можеби во затвор и слични исклучителни ситуации. Спорни се ситуациите по развод. Значи, кои се тие еднородителски семејства кои настануваат по развод? Во смисол на ова, она за што ние се бориме, заедничко родителство после развод, нуди решавање на оваа дилема. Односно, во сите случаи кога двајцата родители можат, сакаат и се подобни да ги гледаат децата, тогаш треба да се дозволи тоа и во тој случај не може да стане збор за никакви еднородителски семејства. Спротивно на тоа, Една може со години е значи главен лобист против нашата борба, против нашата идеја. Нивната идеја е дека по развод секој родител што добил дете на чување и воспитување е самохран родител. Тоа е апсурден став затоа што прво и основно со сегашниот закон секогаш по развод детето се доделува на чување и воспитување на еден родител, што би подразбирало дека од секој развод настанува самохран родител. Поради тоа
не само што е апсурден тој став и не може да го поддржиме, туку сметаме прво дека е на штета на вистинските еднородителски семејства, вистинските самохрани родители, кои што навистина сами се грижат за децата. И второ, со поддржување на таквиот став би се избришале сами себе. Ние сме здружение на секундарни родители кај што децата не се одели на чување и воспитување, а секако дека и понатака сме семејство на тие деца. Значи нашите деца не се деца од еднородителски семејства. Поради тоа решивме да не го поддржиме овој марш, меѓутоа сме на располагање да поддржиме сличен марш кога ќе се збори за правата на вистинските, само на вистинските самохрани родители и еднородителски семејства, а не и на тие што само се представуваат така. Да, и сега ја знам дека вие се залагате за рамноправно родителство. Што точно значи тоа? Рамноправно родителство е спротивен концепт на сегашниот закон, на сегашната ситуација на нерамноправно родителство после развод. Во сегашната ситуација, државата секогаш после развод детето го доделува на чување и воспитување на еден родител, а потоа центрите за социјална работа со своето несватливо толкување на законот практично го одделуваат секундарниот родител од детето на тој начин што дозволуваат гледање на детето 3-4-5 дена максимум во месец. Сето ова е кога родителите не се договорат и сега тие родители што, да речеме, што се во конфликтен развод, наместо да одат кон договор, секогаш едниот родител кој што знае дека детето ќе му биде доделено, ги злоупотребува центрите и нивната пракса за да го тргне другиот родител од животот на детето. Нашата борба е ова да се смени, значи после развод заедничкото родителство да биде примарен концепт, односно во сите ситуации кога двајца родители сакаат, можат и се подобни да учествуваат во одгледување на детето, тоа да им се овозможи независно што се тие разделени. Тоа е, верувајте, огромно мнозинство од сите случаи по развод, затоа што независно што родителите се разведуваат меѓу себе, тие не се разведуваат од децата. Ова повлекува и еден куп други работи што ние ги имаме предложено во нашиот предлог закон. Повлекува задолжителна работа со семејни терапевти, поинаков начин на пресметка и плаќање на алиментација, казнување на лажни пријави за семејно насилство, злоупотреба на деца и така натаму. Се на сето една поширока тема, би ценела ако добиеме посебна емисија за детално да ги објасниме нашите заложби. Меѓутоа, на кратко кажано, она што ние говораме е целосна спротивност од тоа што сега се случува, односно децата не се долуваат на еден родител, туку двајца да останат одговорни секогаш кога тоа може. Благодарам наум што одвоивте и вие време си како станете до крајот на ова издание на Црвена линија и бидете свидок на мислењето и граѓаните кои што се вклучуваат, а најверојатно ќе вклучиме и некој, веќе имаме среќа да ни открие доколку е директно засегнат и едноставно е самохран родител или од едно родителско семејство или можеби татко кој што се грижи за своите деца, а не само мајка. Благодарам многу уште еднаш. Благодарам. Сега идеме на нашиот следен гледач, да ве слушнеме вас. Добро вечер. Добро вечер од Црвена линија. Дали се слушаме? 02307. Одлично ве слушаме. Ало? Во Црвена линија сте, повелете. Тонот на ТВ премникот на 0. Да? Ве слушаме. Во Црвена линија сте. Јас сум... Да, продолжете. Тонот на телевизорот на 0. За најубаво да се слушнеме. Ало? Да, ве слушаме. Продолжете. Ама на 0. Јас се над... Да, во Црвена линија сте, повелете. Ало, јас слабо вас ве слушам. Јас сум, сакам да објаснам што значи деца без родител. Од 97 моите две деца, едното е на 6 години, другото на 10, кои останаа без еден родител. Жената е покојна. Тоа значи, децата, за да ги израснеш, сега се веќе омажени, женети, имаме и унучи. Меѓутоа, последицата од што се со еден родител без мајка се огромни. Дури и сега се уште се приметуваат останатите последици што останаа без еден родител. Тоа значи, прво, еден пример само да ви кажам. За време празникот на жената 8 март, сите дечиња викат празникот на мајката, а вие деца моите не можат да го кажат тоа.
Тоа значи у секој случај имат последица до возраст. И дури и денеска имат уште тие последици што останале кај нив се присутни. Благодарам што се вклучивте. 90 секунди е времето кое што го стапуваме за гледачите. Ве молам, намалете го тонот на ТВ приемникот за да не губиме време или да не го одзимаме вашето време. Така, сега мислам дека е време малце да се свртиме кон социјалните мрежи, односно на Facebook, црвена линија во пораки, да видиме која не е пораката, како гласи од Виолета. Самохран родител од државата треба да се помогне со стан, работа со прва смена, да може детето да биде згрижено за време на работа. Така, коментарите и на Facebook, секако и на Instagram, и имаме и објавена анкета која подоцна ќе откриеме, се валидираат исто како јавување. Но сепак на 02-307-6677 сакаме да го слушнеме вашето искуство. Досега со Тео забележавме од јавувањата дека е неспорно колкав психолошки импакт има за децата доколку нели им не достига едниот родител. Но со што се соочуваат самохраните родители и членовите на еднородителско семејство? Да то знаеме од вас. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер и секој добро, во црвена линија сте. Овде се јавува баба на две внуки пред година. Ало? Да, ве слушаме, поздрав до вас. продолжете. Пред година дена се разведува синот и снагата. Децата се уште се гледаат во социјално во Радижани, меѓутоа децата никако да се дадат на таткото. Бара од психијатар дали е таткото здрав психички, онзи документ дека е здрав, се разведува и сега децата не ги дават социјалното, а рано е. Кај треба ние и државкаме ќе почнува да се дава на децата, сакаме ние синот да си ги земе децата и ние како баба и дедо да си ги чуваме пред 2 дена да ги прожетиме да ги купиме. Добро, според Кај вас. треба да се обратиме? Еве вие како мислите како државата може да ви помогне во сето тоа? Значи, труд и социјала, вамо во социјалното, во родилите, ширеме, децата не ги дава. Дали може би еве имате адвокат кој што го води целиот случај, бидејќи во ваквите ситуации, за жал родителите во бракоразводни постапки имаат своји адвокати. Ама адвокатот вика тоа е социјалното вика се уште е рано. Значи, адвокат имаме и нема кај што отидовме, не знаеме кај да се обратиме, кој да ни каже што е проблемот што не ни ги даваат децата. А сите права ги има, значи државка се што е од суто надено се дава све. Најверојатно ваквите постапки се долги. Мора да нагласиме низ искуството ретко кој нели ја поминува таа бракоразводна, да ја наречеме постапка без голгота, но во секој случај правните процедури и адвокатските служби на двајцата родители даваат насоки за она што и како треба да се направи доколку се води битката за превземање на родителскиот статус. Најдобро би било кога не би постоело воопшто битка околу тоа кај кого да припадне детето. Затоа сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Да. Добро вечер. Добро вечер, јас уште една се јави, слабо ве слушам, слабо сигнално, слабо се слуша. Добре, еве ќе почнеме. Сакам да ви кажам, оти 2016 ми почина татко ми, се ми правеше, останав сам. Сакам да ви кажам, оти е многу тешко вака, да се оженам не можам. Земам пензија, татко ми наследи голема пензија, работам како сиен брокер во компанија и ми е тешко, самиот во зидоите, само гледам, учествувам вака по емисии, се радвам. За пари не ми е проблемот, туку друштвена, стопатничка, да се оженам. Значи, целта ми е да се оженам, Па да се имам надевам дечи. дека црвена линија ќе ви донесе среќа. Да се вратиме на Не главната ве тема. слушам, не ве слушам, Не се слушате. слуша. Добро, многу е важно да се држиме до темата, се разбира, имаме гледачи кои што верувам сакаат да го споделат своето искуство околу тоа како е да се биде самохран родител или како е да се биде дел од еднородителско семејство. Се разбира не само родителите, туку и оние кои што можеби живееле со еден родител. Колку државата всушност се грижи за ваквите родители кои што навистина голем предизвик и навистина тешко кога
сам треба да ја водиш таа битна улога и да бидеш буквално двајцата родители, да ги представуваш двајцата родители. Така, сега идеме со нашиот сленглеж и се надеваме дека ќе се држиме до нашата главна денешна тема. Добро вечер. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, мора, тоа е многу важно да се слушаме. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Ајде, јас ќе пробам. Добар ден. Добар, ќе потсетиме дека и на социјалните мрежи може да коментирате. Еве една информација дека нашата република за жал се уште нема регистар за овие категории на граѓани, а со тоа ниту има доволен број на информации колку млади потекнуваат од вакви еднородителски семејства или семејства со самохран родител. Добар ден и добро вечер. Имаме ли среќа? Добро вечер, повелете. Овдека е загрижен родител за децата. Така. Спогодбено разведен. По договор видување на децата. Добро. Бе блокиран да се видиме пред 3 години. Изреагирав во социјалното. Успеа да ме деблокираат, барем да се слушам. Престана видувањето мое со децата. Од причина што не сакаше да се видиме. Упорно јас ги исполнував условите према нив, меѓутоа никакво видување немам овие 3 години. Како реагиравте, еве, колку ви помогнаа правните служби, бидејќи не може, нели, барем според закон да се тера некакво самоволие? Па ова е поголемо од самоволие, блокиран сум, значи на сите линии, опции и можности за да комуницирам и на телефон, на Вибер праќам, се јавувам на телефон, слики, честитки, не можам да стапам во никаков контакт овие 2 години со децата. Значи, не можам да ги слушам. Адресата не ми ја дава, значи сум бил јас специјално, значи работи јас сум од Скопје. Така, ве молам, припазете на тајмерот, бидејќи... Многу е важно и благодарам што се вклучивте и мора да забележам дека доста татковци се јавија, така да, еве, ние барем во црвена линија не правиме поделба околу тоа дека нели децата се грижа само на мајките, туку и татковците се оние кои што секако знаат да се најдат во животот, да бидат на предизвик да станат само храни родители. А пред да го приклучим нашиот сленглеж, ја само мало подсетување, како што ве очекуваме да звоните на телефонски број 02-307-6677 да ни откриете околу главната тема. Исто така ве очекуваме и на социјалните мрежи, на црвена линија Twitter, Instagram и Facebook во порака, односно месеч, да ни откриете ваше размислување околу главната тема. Но тоа е за социјалните мрежи, а сега имаме сленглеж. Добро вечер. Добро вечер, добар ден, црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, секој добро. Во програма сум. Вие сте, да? Да. Еве вака, пателецов да ви каже, да Бог да ни душман да не доживее ја што доживеа од далечна 99-та година. Да ве слушаме. Имав и куќа и стан. Куќата ја продадов да обстанам. Ајде, жена, странкиња, ајде. Ајде, гони се, јас сум пиел вода на Вардал. И што да ви кажем, кај не сум се обратил. За собрање. 8 кат, соба 112. А нема, вика, социјални станови. Господине, јас сум дал, допринел нешто за моја држава. Сум дал и за наша валута по 2 неповратни плати. И за езеро и за овоно. Али жена странкиња, па не знам да ги прашам, нека му земат на Трамп Словенката или на Русинот нека му земат. Ама тоа не е темата, ја тоа само ќе ви застам. Ева, дали вие бевте жртва, да речеме, дали имавте дете, да ни откриете дали бевте родител или само зборуваме за начин на една бракоразводна постапка? Многу бегаме од тема, нема потреба од тоа. А затоа сега идеме со нашиот сленгледач. Добро вечер. Ало? Да? Ало, добро вечер. Добар ден. Се слушаме, така? Одлично. Да, вие сте?
Вака можете чувствителна тема, јас од друг аспект, од искуство не сум поминал, ниту пак сакам да го поминам со овие случаи, него од правниот аспект да им помогнам на сите тие кои што побараа помош. Знаете што? Детето се додека не стане полнолетно има право само мајката да го гледа. После неговите, меѓутоа до тој период елементација се плаќат од родителот. Ако го признава родителот како дете негово со сите тие медицински препарати, тамо ДНК се бара, да не дојде човек до тие работи, можете чувствителни теми се тоа. После тоа неретко и децата се преклонуваат, односно одлучуваат да живеат со таткото. Вака, мајката се додека не стане полнолетно, таа му припаѓат по пат на правниот систем. Меѓутоа, родителот, ако е докажано дека е негово, има право елементација да му плаќа. И не може да избегне до таа елементација. Се додека не дојде до полнолетност. И детето само се определува кога ќе стане дали ќе оди со мајката или со таткото. Да испустив да кажам од правен акт. Родителот има право во месецот или во неделата ендушка да се види по 2 сата, да го земе детето и да го врати, да го гледа, да го види само и да го врати кај мајката. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Ја само ќе надополнам на кратко, бидејќи тоа не е вистина, татковците сакаат да бидат дел од растењето на своето дете. Па, знаеме примери кога и децата се разбира кога нема тешки постапки бракоразводни да одлучат да бидат со таткото. Но како и да имаме гледа што е најважното нешто. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте. Благодарам. Пред 5-6 минути се јавив. Нема можност да ја искажам дека имам дете со посебни потреби. Ова е родителот, таткото, што погодбено разведен. Нема можност за детето повозрасно со посебни потреби да го видам 3 години. Нити да ги слушнам, нити да ги видам. Дали правно повликавте никаква постапка? Социјалното нема помош, реагирав ради ковид. Болеста, предметот го префрлија во Штип, па ќе ве замолам како може да ми се помогне мене. Верувам дека оние кои што се занимаваат со оваа проблематика се разбира ја следат црвена линија, така да Да, телефонот го имате во режија, може да се запише. Ќе го оставите во режија, секако не оставајте лични информации додека сте вклучени во црвена линија. И ето, гледачот ќе ги остави своите податоци во црвена линија, а ние секако ќе ви дадеме уште една информација, тоа е малку одмор. Се враќаме после кратката пауза и кратко ќе ја потсетам како вие можете, а и требате да бидете активни на социјалните мрежи, на црвена линија, Instagram, Facebook и Twitter, да ни пишете во порака, односно меседж, односно пост, односно во коментар за ваше размислување за денешната главна тема, нормално и подтема. Па тоа очекуваме да слушнеме секако и на телефонски број 02 307 6677. Денес оно што зборуваме во црвена линија, бевме инспирирани од тоа што се најавува дека во недела ќе се случи протестен марш кој што го организира една може со цел да се подобрат условите па и правата на самохраните родители и еднородителските семејства. Ние дискутираме колку се всушност табу правата на ваквите семејства и низ каква голгота поменуваат оние родители кои што дали судбината сакала или така се случило едноставно сами да се грижат за своите деца. Така, сега е време да ги откриеме крајните резултати на нашата анкета што е поставена на црвена линија на Инстаграм профилот, а и нормално и на Телма Инстаграм профилот, па да ги видиме. Која гласи: дали самохранет родител треба да има посебен статус? Да, 90%, не 10%. Тие беа нашите резултати. Огромни 90% за да. Дали имаме да вклучиме гледач на 023076677,
А се разбира, ќе ве подсетиме дека доколку го пропуштивте во издание на Црвена линија, секако може да не следите на YouTube каналот. Она што ќе потенцирам е дека она за што се борат категоријата на самохрани родители и еднородителски семејства е зголемување на социјалната помош, детски и образовен додаток за сите деца од еднородителски семејства, како и барањето социјалните центри да постапуваат согласно законските правила, најчесто кога се одлучува кому ќе припадне детето. Така и уште да подсетиме, нашата денешна главна тема гласеше протестен марш во недела 13.2.2022 година за правата на еднородителските семејства. Како да им помогнеме нивните права да не се табу тема? А во понеделник таков е датумот, па да најавиме тема, имате цел викенд да се подготвите. Дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентин? Анкета, ќе се пие вино емракија или ќе се слави љубовта. Љубовта, така, ќе видиме зашто ќе говориме. Довидување. Така, ве очекуваме. Пријатно.